Блокада на цело Скопје ако на медицинскиот персонал не им биде исплатена јануарската плата, предупредија вработените во здравството. Белите мантили во координација со синдикалните организации денеска не престанаа со работа, ама за време на паузата во знак на револт излегоа пред болниците на предупредувачки протест, барајќи ја платата која им доцни поради блокираниот систем на фондот. Дел од вработените во ГОП 8 септември стравуваат дека ова е уште една причина државата да остане без медицински персонал. Ќе останат само многу минимален број кои што ќе може да работат со овие пациенти, а жално е за Македонија, значи да изгуби квалитетен здравствен персонал. Значи луѓето немаат пари, кредити не платени, кој ќе ги плаќа каматите, кој ќе ги плаќа сметките, значи едноставно тука имаме луѓе кои што работат за екзистенција со многу мал личен доход. Еве го доаѓа март, повторно треба да се протестира. Мора да се најде системско решение. Во држава луѓе за жал ништо не функционира. Мора тоа јавно да проговориме сите за да се размислат малце. Или што сите да ги пуштиме што значат нешто во држава, нека се иселат, нека останат овдека неспособни луѓе и само што ни останува нас да се молиме на Господ. Во меѓувреме од независниот медицински синдикат најавија кривична пријава против одговорните за колапсот на фондот за здравство. Мора некој да понесе одговорност. Таа услуга е платена, но таа услуга ја немаме од лице место, односно ни крахира фондот. Ние сме исто така многу револтирани зошто за овие денови кога доцни платата, никој од фондот не излезе да каже во што е проблемот. Значи должност е затоа што ние сме даватели на услуги. Ако немаме плата најдоцна до утре, ќе го блокираме цело Скопје на влезот од Ѓорче Петров и автокоманда и ќе го блокираме центарот на градот, се закани од синдикатот на гериатрија. Доколку не се земи плата, до среда најкасно, уствари денеска, ние Скопје ќе го блокираме на влез од кај Ѓорче и од автокоманда и ќе го блокираме центар во четврток. Имало плата или не, протест во среда секако ќе има, бидејќи некој постојано си поигрува со судбината на здравствените работници, велат од Сојузот на синдикатите на Македонија. Одлуката која донесе Советот на самостојниот синдикат за здравство за протест во среда, значи 22 февруари, е се во насока дека го избегнуваме на некој начин или напуштаме овој пристап за да ве разбера, треба и да ги разберете, со цел да го искажиме нашето незадоволство за моментот до сегашниот момент, тоест до неисплатата на платата и непотпишувањето на анексот за покачувањето на платата. Освен во повеќе болници во Скопје, се протестираше и во повеќе градови низ земјава. Сите беа едногласни. Ако час поскоро немаат плата, ќе следат порадикални чекори како блокади, штрајкови и бојкот на работата.